Вчерашниот предлог закон за двојазична Македонија од господинот Заев се коси со Уставот на Република Македонија. Доволно е да го видите првиот член од законот за двојазична Македонија, кој го предлагаат Заев, Хазбилика и Радмила Шеќеринска, и ќе видите дека овој закон и овој член се коси со уставните норми од Уставот на Република Македонија. Ние не можеме, ниту смееме да поддржиме закон кој што е спротивен на Уставот. Второ, долго време предупредувавме и за време на изборната кампања и после изборната кампања дека Заев е марионета која што не ги штити македонските национални интереси, туку истите ги распродава преку тиранската платформа, преку договорот со Софија, а се со цел да се искупи од кривичните дела кои што ги направил. Кредитот го плаќа Република Македонија, нашите национални интереси се дадени на распродажба за да се заштити желбата на господинот Заев, неговата алчност и лакомост и амбиција да остане како премиер на марионетска влада. Од друга страна, тоа што е кукавички направено и сметаме дека не соодветствува со досегашната пракса, е што на овој предлог закон на господинот Заев, Хазбилика и Радмила Шеќеринска за двојазична Македонија е ставено европско знаменце. Тоа е злоупотреба на европското знаменце за закон кој што нема врска со усогласувањето на македонското со европското законодавство. Доколку збориме за закон за земјоделие, за администрација, за правосудство или за било кои други области во кои што има утврдени, униформирани стандарди на Европската Унија, се подразбира дека на нив може да се стави европско знаменце ако македонското се усогласува со европското законодавство. Но ова е направено се со цел законот да може да се расправа во собранието само 3 дена. Тоа значи дека брзањето на Заев и на Шеќеринска, овој закон за двојазична Македонија да го донесат во собранието за само 3 дена, и самите се свесни колку е штетен овој закон и самите се свесни колку народот го чувствува тоа како свое незадоволство и пониженост бидејќи беше излажан. На народот никој не му кажа пред изборите дека ќе носи закон за двојазична Македонија. Заев тврдеше дека нема да има двојазична Македонија, дека ќе има 500 евра просечна плата. Заев и Шеќеринска тврдеа дека нема да има двојазична Македонија, туку дека ќе има 100.000 денари плата за лекарите. Народот може би е молчелив, може би е трпелив, но најдобро знае дека тој одлучува. И тоа незадоволство кое што сега се акумулира, и ние ќе го изразиме како представници на народот во собранието, сигурни сме дека ќе биде најдобрата шанса на 15 октомври на локалните избори Заев да си го добие тоа што го заслужил. Како секој политичар кој што пред избори го лаже народот, а после избори спроведува туѓи агенди, без разлика дали тие доаѓаат од Тирана или од Софија.